Почитувани гледачи, добро вечер. Започнуваме со уште една емисија од серијалот Родински разговори. Вечерашната тема е евроатлантизам или панславизам. Значи, ќе разговараме и за едната и за другата идеја, а за тие теми нема подобар соговорник од Никола Чоневски. Чоне, здраво. Здраво, Заки. У момент, мислам, живееме во времења каде што се случува премин од еднополарен, западен, едноцентричен систем во мултиполарен, повеќе центричен систем. Репрезентите на еднополарниот западен систем се Соединетите Американски држави и западните сили, доека на мултиполарниот свет главните стожери се Русија, но не е само Русија и Кина, тука си Индија, Бразил и така натаму. Сите земји кои што во суштина во минатото биле подкачени, да кажеме, од западната колонијална политика. И гледаме дека тие случувања полека се приближуваат и на Балканот со исклучувањето, односно со затварањето на рафинеријата на Лукойл во Бургас, со диктатот да се затвори рафинеријата на Лукойл во Србија, во Македонија и така натаму. И малку е чудно за мене лично, бидејќи јас размислувам малку македонистички, суверенистички, што имам ја допирна точка со Соединетите Американски држави кои што решиле да воведат санкции кон наша блиска братска Русија, да го спроведуваме тоа во нашата земја, кога Лукойл во Македонија е една успешна приказка каде што храни преку 1000 фамилии македонски, преку 500 негде. Преку 500 ли е, добро. И ги почитува законите на нашата земја, стекната е доверба, што да кажам, со квалитетот на услугите и така натаму, и одеднаш си доаѓа диктат од земја која што на 10.000 километри од Македонија, дека таа фирма мора да се затвори. Тоа се коси и со пазарната економија. Значи, со уништување на конкуренцијата. Ние знаеме дека во моментов имаме проблем со цената на енергенсите, на горивата, а тоа е па директно поврзање со спречувањето на руската нафта, газ и енергија да доаѓа до македонскиот пазар и префрлање на профитот исклучиво на западните добавувачи, кои што понатаму ја финансираат војната во Русија. Значи, живееме во еден свет на евроатлантско лудило, каде што они се уште се осеќаат како посебна западна 1 милиарда цивилизација која што треба да ги наметнува правилата на сите земји на планетава, и при тоа без некаков коментар од послушничките влади, поготово на балканските земји, но гледаме дека тоа е случај и со многу други земји во Европа и на Блискиот Исток и така натаму. Без било каков отпор се работи спротивно на сопствените национални интереси. Таа политика малку е самоубиствена, влијае директно на инфлацијата и квалитетот на животот, поскапува животот во сите сегменти, од храната, струјата, енергијата и така натаму. Директно си пукаме и во нога и во глава. Зошто? Затоа што некои западни елитни друштва решиле дека треба да има војна со Русија и дека таа војна мораме сите ние да ја финансираме. Ете малку увод дадов во делот на евроатлантизмот. Ако имаш ти Чоне нешто да додадеш, повели. Има и ќе отвориме и други теми. Па да, ќе отвориме доста теми, доста жешки точки. Најпрвен добро вечер до гледачите и до сите наши симпатизери, следачи и останати. Па да, се случуваат некои такви интересни случаи, поготово во таа хибридна војна или жешка војна на релација Соединените Американски држави и Русија, во контекст на, да кажеме, таа договарање на сферите на влијание, каде што веќе американците свесно знаат дека мора да предадат дел од својата империја. Дали е ова некој договор, пак ќе кажам ја,
Треба уште да се испита сите овие, затоа што денеска веќе вчера, тоест или денеска, не сум сигурен, иако не е потврдено уште од руска страна, освен од еден руски преговарач, висок преговарач, Кирил Дмитриев, кој што веќе американците во однос на Украина тоест почнаа да играат на руска карта, тоест да ги исполнуваат руските услови за примирие. Дали играта со Лукойл, која што треба да се продаде, а веќе се заинтересирани американски компании како Shell и Exxon, а претходно беше одбиен шведскиот купувач, наводно како руски играч, но најинтересно приказната е што тие пари, не знам, Лукойл се проценува на преку 22 милиарди долари, фактички парите ќе легнат на посебна сметка и ќе бидат замрзнати додека траат санкциите, што е прилично смешно. Не знам, мислам дека тоа така нема да се одвива, барем русите нема тоа да го дозволат. Или е тоа само една патка за јавноста, затоа што знаеме нешто едно се презентира за јавноста, за широките народни маси, друго се договара позади врата, под маса и така натаму. Во секој случај имаме исто така не само Лукойл, например, во Македонија, што го спомнати преку 500 фамилии вработени, преку 40 пумпи, не се знае уште што, како они имаат легална лиценца, но ние сме ставени као држава во оквирот на геостратешкиот интерес се уште на Соединетите американски држави. Тоа не е наш избор, така е моменталната геополитичка поставеност на теренот, географски избориме. И нашиот политички избор. А па реално да, затоа што тоа се мислам инсталирани марионети кои што мора да играат, као што ќе каже Калето, така да добро населението види. Си гласат две евроатлантски партии, ДПМН, види. Тоа е политичкиот избор на населението. Тоа е политичкиот избор, точно. Па тоа е заради тој клиентелизам што го постои кај народ, значи има пак да речеме некоја таква народна мудрост, да речем, да се врзе за да избере од помалото зло што се вели. Неаме ние реално као народ и сила и моги да избереме нешто драстично и радикално. Тоа сме го правили историски, да не се лажеме и многу пати сме гореле. Не велам ја, не го оправдам, значи да не бидам сватен погрешно, но само сум реалистичен во однос на тоа како се поставени работите во реалноста. Ние мора да бидеме реални околу самата поставеност, така да во секој случај добро што отвараме без оваа сезона родински разговори, ќе имаме доста за разговори, доста теми. Ние нема да се занимаваме, поготово јас, со локални работи, ќе говориме малце за големата слика, на планетарно, на глобално ниво. Мене тоа повеќе ме интересира реално, отколку локалните работи со... Дали се договорени американците и русите, поготово со овој договор што е сега за Украина, што го лиферуваат американците во 28 точки, каде што се дадени регионите што се под руско владење на Русија, Украина треба да го признае рускиот јазик како официјален државен јазик, исто така и Руската православна црква. Не, Украинската православна црква, која што е Украинската, да, под Московската патриаршија. Намалување на војската за половина и да не членува во НАТО, за сметка на тоа русите да се повлечат од Балканот, да кажеме, со нивните економски влијанија и така натаму, но постои една таква, да кажеме, опција, бидејќи многу тивко проаѓа ова
предавање на Лукойл во Србија, во Бугарија, Па да, нема оштра реакција, нема некакво Ја, на спротивставување. пример, да, малце бев исклучен од, имав некои такви, да речем, манипулативни дистракции периодов и малце бев ова, но брзо ќе се вратам, мислам, веќе пратам што се случува. Значи, да, можно е, голема можност има да е све договорено позади врата и тие сфери на влијание, не знаеме сепак и тоа што е тие 28 точки, гледаме, значи, русите тврдо стојат на нивниот став, бидејќи они реално победуваат на терен. на терен Американците им е победуваат. јасно. Сега да не ги коментирам сите руски успеси изминатиот период, иако имавме, на пример, додека траја тие руско-американски средби и тимови кои се состануваа за примирие во Украина, поготоа и средбата во Аљаска, која што после тоа требаше да се случат и други средби, но Русија не попушти од своите стави, значи она уште стои од своите стави од 2022 година, дека мора да има денацификација на Украина и демилитаризација, или не знам сега како, но многу е битно што во овие точки баш се спомнати Украинската православна црква, која што се под страшен прогон во Украина и рускојазичното население, кој што нажалост е најголема и жртва во оваа војна, затоа што на сите снимки 90% од украинските војници што се на снимките зборат чисто руски јазик, не зборат украински. А додека фактички тие што се украинци се во некои на безбедни места, тоест ги командуваат, тоест ги праќаат овие рускојазични украинци на првите борбени линии. Значи, во контекст на тоа дали Америка и Русија имаат договор, ќе ми треба малку време за да ги Да, да го склопам мозаикот, затоа што ми требаат повеќе треба да видиме информации и да извори за да ја направам сликата, да си ја креирам сликата во глава, за да знам што е договорено, а што е презентирано, затоа што тоа многу често се случува поготово во таа голема висока политика. Ја обично ги пратам тие работи и добро ги анализирам, добро ги контам и знам што се презентира, што е договорено и што е мислам реално, а што е дефокус на јавноста. Така да во контекст на ова се уште не можам да бидам конкретен, но постои голема веројатност затоа што историски гледано и тоа се случувало многу пати. Може би има договор, не знаеме уште како што, но јас не верувам дека Русија геостратешки ќе се откаже, например, од Србија, например. За Македонија знам дека има некој, добив најава, повторно интерес во руските дипломатски политички кругови, што е за мене беше добра вест, сигурно и за македонците, за нашиот народ. Но ќе видиме како ќе се одвива тоа. Што не реално, Русија со 17 милиони километри квадратни има многу поважни стратешки точки во нејзината околина, не од тоа што она нас не сака, него нејзината големина го прави комплицирано нејзиното постоење, за да може она фокусот како што ние сакаме да го стави на Балканот, и ние не сме во тој приоритет, реално кажано, но не сме во приоритет и поради други причини, затоа што народите на Балканот, Русија не ја гледаат во суштина, зборам народите како политичко изразување, не како народите како емотивно изразување. Преточено во политичкиот систем, ние немаме политичка нормална соработка со Руската Федерација. Дали е тоа Бугарија, дали е тоа Македонија, Србија има до некаде, но срамежливо тоа го прави, бидејќи ни риба ни жена е,
Они сакат и со западневе, многу комплицирана состојба и самата и Србија. Не можеме тука, види, не е тоа е- едноставна состојбата. Зуки мора да се свати географијата, како што е така. нашата географија ваква, исто и на Србија. Не дека Србија не сака, туку едноставно нема. Но што ние имаме исто така еден интересен феномен со излагањето, со излегувањето на Лукойл и на русите од Македонија и од Балканот, а од друга страна на теренот е поготово овие неколку години изразена неотоманската идеја на Ердоган, каде што ја негде слушнав информација дека во Македонија се присутни некаде помеѓу 200 и 300 илјади турци. Зборам у последниве неколку години, кои што од Турција дали бегаат од режимот на Ердоган, дали под диктат на режимот на Ердоган купуваат фирми, се населуваат и така натаму, за да овој регион повторно го стават под влијание на Отоманската империја. И сега ние како православни словени, македонци, мене малку ми е глупо да се дистанцираме од Русија како православна земја, словенска, која што ни е културно, духовно и јазично блиска, а ваму да мижиме пред неотоманските апетити на Турција, која што знаеме тука што све направила. Значи имаме една многу неприродна состојба на терен, неинтелигентна поставеност на нас македонците, и ако дојдеме до момента да турското влијание преовлада, ние за 50 години како христијани, како православни нема да постоиме, бидејќи самата Турција пред да биде тоа што е, беше православна и беше дел од едно источно царство кое што денес го нема, ниту прашинка нема од него. И знаеме и со Аја Софија што се случи и така натаму. Значи имаме една многу неприродна поставеност на нас како народ, а тоа е поготово изразено преку нашите политички репрезенти кои што се толку сервилно поставени према западните интереси, да длабоко се нарушени нашите македонски национални интереси. Не е проблем да имаш ти да го легитимираш, да ја легитимираш силата на САД. Таа е сила. Да. Не е проблем она да ти поставува одредени услови. И ќе ти ги постави. Проблемот е кога ти све прифаќаш и кога минимум македонски национални интереси не браниш, односно не користиш дипломатија од повисок ранг за да успееш да ги заштитиш оние минимум национални македонски интереси. Ние сега сме на тацна поставени, просто знаеш како кој чувство го имам? Го имам чувството како 91 година ја имав таа несреќа да бидам последната генерација на регрути во ЈНА. Тоа неколку пати сум го кажувал. Тогаш имав чувство како државата не предаде, односно не заборави во Словенија, па со приватни автобуси не собира од Словенија, Босна, Хрватска за да не вратат во Македонија. Тоа не го правеше државата, тоа дури го правеше ВМРО ДПМН, односно Змејковски, со врски со хрватската влада и така натаму, значи приватна иницијатива беше. Ние бевме заслепени дека Југославија е неуништива. Денеска е истата заслепеност дека западната доминација вечно ќе трае и дека САД и ЕУ се константа, а све ова што расте од страна Русија, Кина, Индија, еден ден ќе падне и ќе продолжи западната доминација. Не гледаме дека е завршена западната империја, дека и самите американци признаваат дека веќе е роден новиот мултиполарен свет и они преку своите активности се прилагодуваат на тој свет за да проектираат сфери на влијание каде што ќе ги заштитат некои нивни стратешки интереси и многу им е јасно дека не можат повеќе планетата да владеат. Па токму така, сега они на пример не можат, они мора да се повлечат од Украина затоа што тоа им е пораз стратешки. Не само пораз, немаат сила, они многу им е поважна југо-пацифичкиот регион, значи Да. Тајван, југо-источна Азија, многу поважна, таму се одвива преку 70-80% од светската економија. И американците многу геостратешки се позаинтересирани во
во таа геостратешка точка, отколку ова дистракција и тоест кондициона мрцварење со русите, каде што Они изгубија преголеми ресурси со Русија. Точно. А тоа е. Кина ја заборави, ја запостави. Да, не знам више, преку 200-300 милиарди, сега мислам да не ме сваќате за збор, но многу голема пара, а резултатот е нула. Така да они сваќаат дека таа енергија и тие ресурси и тие пари или било што ги трошат во Украина, немаат буквално никаков ефект геополитички. И они мора да се договорат со русите затоа што они веќе сваќаат дека Кина е противник кој што веќе не можат ни со Кина, пример 1 на 1, па тука веќе прават геостратешки сојузи, тука се Австралија, Филипините, тука се исто ставени. А тука е хаос, Индија, Пакистан. Тука сега ќе пробуваат преку Индија нешто исто, мијако индиците многу мудро играат. Древна цивилизација. Многу паметно играат. Значи знаат они дека зашто британците и американците сакаат да бидат Индија и Кина непријатели. На кинезите им е јасно и на индиците им е јасно. Затоа седна и направија таму околу има некои гранични проблеми околу Хималаите. Мислам дека ги решија со неколку такви неутрални точки. Ги повлекоа и двете страни фактички војските од тие жешки точки, да ги речеме, и сега се порелаксирани нивните односи. Во контекст на ова Венецуела е веќе малтене почнати се силни подготовки за напад на Венецуела. Значи Америка дека се борат против картелите за па мораме да го кажеме. Па не, мораме да го кажеме, знаеш зашто мораме да го кажеме? Баш вчера гледав еден полковник жена од американската воена авиација. Сега името се извинам, не можам да ми текнува. Значи жената многу убаво објаснила, имаше медали, значи на плакети, значи се гледа дека е жената и знае што збори. Значи нешто слично као во стилот на Джулиан Асанж, значи такви доверливи информации кажа, значи каде што ни објасни жената како функционира фактички таа американска хегемонија преку тие глади операции, кои што се, например, ете во Колумбија да се контролира Јужна Америка и преку тие картели фактички. Знаеме ние, Колумбија беше најголемиот производител, сигурно уште не знам, на кокаин. А дистрибутор главниот картел, главниот во светот, главниот играч со кокаинот, со дрогите е ЦИА, да не се лажеме. Така да сите тие што работат со тие работат за ЦИА. Фактички типот од Кина пред да дојде Мао Цетунг, тој што пребегал во Тајван, тогаш Тајван се викала Формоса. После станува Тајван, значи Формоса пребегува, тој бил 80 до 90% типот што на тие сили демократски, не знам какви сили, фактички кои што зашто тогаш во Кина имаш борци кои што се борат против јапонците, ама се проамерикански ориентирани кинези, не се да речеме проруски или како. Иако, например, син му на Мао Цетунг, лично син му, војувал во Црвената армија, и тоа на западниот фронт. Така да, после со доаѓањето на фактички, знаејќи Соединените американски држави дека Кина се нивни, фактички ги сега британците си одат, сега ги сагат да ги заменат британците со нивната колонијална управување и крадење, тоест дрогирање на целата кинеско население.
да им бидат само робови. Американците ги ставаат дури во советна безбедност. И што им се случува? Фактички, зашто е геостратешки многу битно што се појавил Мао Цетунг во Кина и се појавува таа, да речеме, збориме сега, ја не сум комунист, но тоа е, ако гледаме реално, Значи, може да замислиш што би се случувало во една денешна од геостратешки импакт. Ако Кина била пион на американците, може да замислиш што би било тоа. Нешто е Од геостратешко значење. Збориме, значи, заради баланс на силите, јас ова за тоа го говорам, не е дека Кина, значи, фактички со тие сили на Мао Цетунг, тоест тие комунистички сили, ја го ослободува кинескиот народ од тие англосаксонски, американски канџи. Иако, например, они дури има проблеми со Советскиот сојуз, они не беа као слуги на Сталин. Кина беше замислена Иако е син му лично на Мао Цетунг има војувано во Црвената Кина армија. беше замислена да биде против тежа на СССР. Па, Во тука се тие комунистичка- и сега што се случува? Типов што работел за американците, пребегува во Тајван и они до ден денес таму тие што се лојални на таа, тоа се кинези, не се тоа марсовци таму или друга нација. Исто како Тоа се кинези, како само Хонг што Конг. точно. И таму се кинезиве во Тајван се работат за американците. Иако, например, Кина ќе ги вратеше уште 2007 и 2008 има одлични односи, се појавија некои соросоидни типови И денес имаш да знаеш- од ЦИА, некои типци од Америка, преку ноќ тоа стана жестоки непријатели, сигурно и таму влијаат на изборните процеси, кој да биде као да биде, избираат фактички ликови, слуги кои што ги инсталираат, нешто слично, иако например треба да се спомене во контекст на ова, до ја ти зборам како жешки точки, значи Колумбија, Тајван, Мислиш Венецуела? Колумбија е проамерикански Да, сателит, да. како држава, зборам. Иако, например, Ама сега Колумбија е оштетена со Панамската држава, тоа е било, Панамскиот канал бил под Колумбија. Но они формираат посебна држава, Панама, за да, како помала држава, многу полесно се справат со било каков отпор. Затоа што они играли на таа карта дека еден ден Колумбија може да биде Веќе кинезите прават друг канал. сериозна држава, затоа што сепак Колумбија е огромна држава, и со население, и со ресурси, и со све. И Панама, заради тој Панамски канал, станува држава од Колумбија фактички. Така да, тие жешки точки, геостратешки, еве, например, Трамп бара се и во Афганистан да се врати базата Баграм, талибанците го одбија. Тука нема шанс, значи, Ќе ја стави во Сирија. да, типот што му беше на потерница за 10 милиони долари го примил Белата куќа. Мислам, тоа е таа игра, например, ова што се случува со палестинциве. Ако го земеш ти, каде и Трамп самиот е вмешан во таа афера Епштайн Айсланд, каде што имаше афера со педофилија на многу мокници, меѓу кои е вклучен и Трамп, значи кралски семејства, цела, фактички Мосад, Израел, државата Израел, преку Мосад, таму ги има заглавено сите арапски лидери, ги има заглавено цела американска, цела Британска аристократија, сите мокници во светот ги има заглавено таму преку Снимки. педофилија, со снимки со ова и ги држат во скут. Затоа е Израел многу мокен и затоа е Мосад една добра алатка на израелската држава. Чекор пред сите. Чекор пред сите, каде што, таму не можеш да најдеш снимки на државите кои што се официјално непријатели на западниот на меѓународната заедница. Што како што велат нашиве. Значи, тие таму таа педофилија, затоа палестинците се денес жртви, замисли ти, палестинците се арапи, тоа зборат арапски, се муслимани и никој од муслиманскиот свет не мрда со малк прст. Значи, буквално,
Ајде сега, не знам како ги бидат сватен, пророк, нивниот пророк Мухамед се превртува у гроб. Што се да стане да види што прават другите муслимани, како го гледаат тој геноцид што се случува пред нивни очи и никому ништо. И сега човек, знаеш, онака, не можам ја да бидам поголем арап и муслиман од муслиманите и арапите или уопшто од муслиманите и да ги жалам палестинците, иако човечки ги жалам, што тоа што им се случува, затоа што таа судбина и ние сме, нажалост, ја доживееле и евреите. Иако, например, во Израел, реално, 10% се оригинал евреи, другото не се евреи. Затоа Кина и Русија гласа... Мислам, зборам за аврамски евреи. Кина и Русија за семитски евреи. Кина и Русија затоа гласаа воздржано на декларацијата во Обединетите нации за планот на Трамп за Палестина. Зашто сите викаат, зашто не се спробили? Луѓе, како ќе се спротистави кога браќата на палестинците го прифатиле тој план? Тачно. Кога околината и средината го прифатила тој план? Не може земја која што исто е на 10.000 километри оддалечена тоа, нема таква. Ние менталитетот на меѓународната политика го гледаме исклучиво преку таа на Соединетите Американски држави. Но Русија и Кина не применуваат такви методи во меѓународната политика. Па тоа е интересното што они заради таа нивна политика што не е типична за голема сила. Они, знаеш, дали другиве држави, малие држави се научени на таква агресивна предаторска политика и им е чудно сега како некој толку е моќен, силен, а те почитуваат и се однесува фино све, дури се од премногу добро не ти е вистинито, разбираш? Тоа е некоја тој стокомски синдром, ќе го кажем, што го има и кај нашиве политичари. Еве имаме сега ние еден инцидент. Кинеската амбасада и денеска издаде соопштение во контекст на ова што го спомнав за средбата на Милошевски, кој што ја ќе речам дека е многу сомнителен тип, поврзан со некои служби, да е мислам германски, не е битно, кој што имал средба и тука е и Муцуски, како го ставиме, он е официјален представник од Тајван. И он е типчената на трудо шемата на ЛГБТQ, таква дипломатија, на тие некои такви елити од дип шитот, дип стейтот, каде што сега со Трамп гледаме дека уствари таму сите се дип стейт, дип шит, но изгледа се поделени на фракции. Фракција има. Значи, сега мене ми е веќе јасно, ја не паѓав. Јас секогаш, знаете, кога сум гостувал и пред 2 и пред 3 години и првиот мандат, не бев ја, некако немам добра интуиција, го видов човекот. Ја и плюс ми ја знаев историјата, знаев дека е само некоја театарска игра. Значи, таму има фракции во таа длабока држава, каде што имало судир, затоа што се преминати некои црвени линии, некои граници. Сепак тој Deep State, колку толку, и таму сигурно има некои патриоти кои што рекле, чекај, ова не може, има разумни луѓе. Ова го нарушува, например, го осакатува американскиот народ долгорочно и рекле не може вака, па дошло сигурно до внатрешен судир, иначе тоа се сите. Deep State сите играат за Deep State, не постои таму. Значи не можеш ти да доеш на политичката сцена ако не си во тој некој таму Deep State. Тоа сега веќе ми е кристално јасно со Трамп, значи тоа е, значи Милон Маск веќе го плюка јавно. Да. Значи Трамп и сите околу Трамп важат за традиционалисти, нели? И таму имаш јако, да кажеме, и затоа го убија и Майкл. Да. Фактички Трамп дури го фатија на снимка и се кажи кој е тој парадокс ти да го скинеш човекот за после да му правиш нешто слично се случи кај нас со Трајковски. Ама да не зборам сега. Апсурдов да го кажам, значи тие традиционалисти на Трамп со христијански вредности го примаат Ал Јалани, главосечачото на Ал-Каида, по кого Америка, нивната држава, имаше распишано потерница, го востиличуваат во Сирија
Во Сирија во моментов се случуваат грозоморни убиства врз христијани, алавити, друзи и така натаму. Реагира Антиохиската црква, која што е која што е во првите 4 цркви Тоа е апостолска црква, црква за прогонот на христијаните во Сирија. Немаме реакција на Америка. Америка ја сконцентрира својата воена машинерија за бомбардирање на христијанска Венецуела. Ако ми најдеш ти НЗС со нивните вредности, како христијанска земја, традиционална, каде што го примаат Ал-Јалани, а од друга страна ја бомбардираат, сакаат да избомбардираат христијанска Венецуела, тогаш да престанеме да говориме за политика и за геополитика. Не, види, американците, мислам... Значи, тоа се класични кобојци. Тотално, види... Без вера, без морал. Добро, они се, да речеме, тоа протестанти, можество. Па нема врска христијани, не може Ал-Јалани да се поблизу од католичка Венецуела. Издали тоа протестантите, не знам кој им ги измислил, гледам, они изгледа поише на Стариот Завет, се палат, него на Новиот Завет. Друга ми е поентата дека немаат они идеологија. Не, они прво не можеш да ги гледаш од аспект на никако религиозно. Иако, например, таму има стварно, добре, сепак е тоа голема држава со 320-30 милиона жители, сепак христијани има многу, но самата политика кај нив не се базира на религиозност во ниеден сегмент, во било каква власт, значи тоа е приватна работа таму. Нема морален компас воопшто американската политика. Па нема морален компас затоа што они Џабе го бараме. Па они се научени на Тој дива орда тој предаторски англосаксонската елита. Они се научени на тој предаторски систем на владење со ресурсите со светот. И тоа е веќе навлезено во самата ДНК на тие што владеат. Тој не може другаче и да размислува на морал и на етика. Да беа они такви, они уште ќе беа империја и ќе беа едноставно ќе беа рол модел пример. Да. Веќе американскиот сон не постои. Тоа е само една утопија која што се продаше преку америчките филмови на продукцијата преку Холивуд. Мора да признаеме ние умлади сите што биле сите што биле сите што биле во Америка ја вишле со своји очи во јас имав желба као млад, после тоа малце почнав да слушам приказни и викам добро, може што не сум отишол. Така да во тој контекст ако гледаме како се спроведува таа политика, не треба да не чуди зашто ние не се случуваат овие работи и овие глупости што ни се случуваат од било каков аспект на политичката сцена, и поготово со сите предавства што ни се случија од 90-та наваму, се тука позадина и уште од преговарачот зимето, значи тоа е северна е амерички проект. Не, ќе нафрлам чоне неколку само настани од поновата македонска историја. Нападот во Диво населје дојде од делот на протекторатот Косово, каде што е под команда на Соединетите американски држави. Иванов, па 2001 рачино амерички инструктори вадеа, не ги ради терористите Лучико, ради американците што беа таму, мораше да се... беше таму, тоа се пензионирани американски генерали. Па заради американците беше спроведена акција. Ја лично имам слушнато сведоштво на мој пријател, каде што војко му се враќа во Рачиново, во куќата каде што живел, за да земе лекови, бил тешко болен, го заробуваат и го малтретираат човек што говори англиски. Значи го заробуваат човеков, тешко болен, мора лекови да ги земе, нема друг избор, некои скапи лекови биле. Го затвараат, го мачат и тој што го затвора, што го тепа е англичанец. Говори англиски, не албански, англиски. Па некој некоја испостава. Тоа е добро, таму све издрогирано. Првото, ние очигледно кусо паметиме, значи после Втората светска војна на европско тло, првите бомби од американски авиони Helldive се фрлени врз македонците во Егејска Македонија.
барем едно извини да кажа, луѓе, ве бомбардиравме поради тоа и тоа, несреќен случај било, ќе ви надокнадиме, ќе ви помогнеме. Они до ден денес ќе го обструираат нашето постоење и нас американските ни се срачат. Приеска за тоа ти го кажав овој момент која започнавме емисијата. Значи нашите, пази, ако ја имам читано и овие што се декласифицирани ција документи, поготово за американците што пишувале за македонците, поготово и во Егејска Македонија и како се тие корелации. Значи од геостратешки они знаеле дека ако победат македонците, тоест ако се остварат, русите ќе излезат на Егејско море, тоа советите тогаш. Они морале да го спречат тоа по секоја цена. Затоа ги помагаат монархофашистите, грците. Затоа што Грција е нивни играч, она е нивна креација. Она е формирано во Лондон 1830. Нашле таму мислам Донеле бе аристократија. Донеле аристократија, тука локалците што биле првите И уставот, секој христијанин ќе првите и премиери биле Власи некои тоа и не знајде да Арбанаси, Власи и така натаму. Не е важно. Не е важно. Чуне, Важно дека ако ние сега, што сакам да ти кажам, сега затоа овие можеби, ајде да речем под наводници, паметни, играат за да не бомбардираат пак. Тоа сакам да ти го доловам, не е дојдено можеби моментот, но затоа ние постоиме да укажуваме дека треба да бидеме, да се спремаме, да чекаме, значи уште не е дојден моментот. За таа приказка родина е тука. Затоа е родина тука, постои за да укаже на некој, значи да ги увидиме работите што надоаѓаат. Ние оваа грешка денес на Милошевски многу скапо ја плативме со Тупурковски. Оваа влада мора да многу да внимава, значи Кина е моментално прва економска, а јас ви кажувам дека многу брзо за 5 години ќе биде и прва воена сила. Ја ви го гарантирам. Економска сега ќе кажам сила значи, што се сега случи. прва економска, ја ви кажувам за 5 години ќе биде и прва воена сила. Со Холандија. Холандија ја национализираше Xperia. Тоа е кинеска фирма која што произведува чипови, полупроводници и така натаму. И тоа глатко си ја национализираше без никакво објаснување. Кинезеви ги сопреа сите испораки на ретки метали на Холандија. Не помина ниту 2 недели, холанѓаните ја вратија Xperia во собственост на кинескиот собственик. При тоа да не мислите дека тоа го направило од морални побуди. Нема морал на Западот. Западот познава само сила. Само сила. А веќе Кина со својата поставеност планетарна, каде што ги владее во огромен процент, 70-80% ретките метали. Веќе она го контролира тоа што е напредна индустрија, роботика, автоматика. Па види, за Холандија само ќе кажам, они се можеби да збориме за оној контекст во хортикултурата, многу јаки на европско ниво, а све е преку Кина. И семиња, и садници, и све, и цвеќе. Не знам како што се дрзнале да национализираат кинеска компанија. Значи све голем бизнис многу бизниси во Холандија се врзани со Кина. Така да поготоа е да речеме од овој хортикултурата, затоа што имам некој искуство со тоа во младоста и знам на пример кога сме нарачувале све било и после открив дека уствари они работат преку Кина се фактички као инженери само. Као предприемачи, да речем, кои што таму ја користат ефтината работа. Пошто ни врви времето, добро, да, ние имавме и втората тема, евроатлантизмот или панславизмот. Да. Ти беше во Русија? Бев, да. Лани октомври, мислам беше, да. Лани беше? Лани? Лани беше, да. Како поминува време? Да, бе, јас ја побил сум по-остан. Нашата мисија е, нели, јавно ја кажуваме, пансловенската идеја. Значи, словените да создадат еден заеднички словенски простор во кој што ќе има
Словенска унија. Словенска унија која што ќе ги почитува тие семејни и традиционални вредности, каде што акцентот ќе се стави на фамилијата, на некои универзални вредности што Тоа е Словенски сојуз прави. Словенски сојуз. Унија е странски збор. и лош збор, направивме мислам, лошо звучи сојуз е по природен збор. Славија е. Наш збор, мислам. Славија е едноставно. Унија е, мислам, западњачки збор. И интересно е што оваа приказка е одамна, колку 7-8 може и повеќе години сега, неа малку осет со времево. Ја создаваме заедно со срби, со бугари, со пољаци, со словаци, русите, нели? Главно, таа е најголемата словенска земја, не, тука не треба да измислуваме топла вода. Па е единствена, слободна, Да. моќна. А би сакал и ова да го кажам пред да преминеме на таа нашата тема. Неодамна во Сочи се одржа конференција помеѓу БРИКС, раководена од руската страна и Европската унија, на која што присуствува негде 13 до 15 парламентарци од Европскиот парламент, партијата АДФ, внукот на Дегол, кој што одржа прекрасен говор. Имаше представници од Бугарија, тоа е партија една која Костадинов беше, да. Од Србија, од Македонија немаше. Па добро, да, тоа исто, само извини ова да кажам, оно е втора партија или втора, трета. 37 пратеника. Сега типот е малце антимакедонист, мислам антимакедонист. Добро, ние знаеме со нив како треба. Треска зелени дека ние сме бугари, што добро, тоа е, види, така му е менталната матрица преку образованието, ја немаш, мислам сега да им докажувам. Ние ги решаваме на тие средби таквите состојби. Да, види, не дека и ние нема да ги имаме тие проблеми, ние имаме, не само ние, гледаш, сите имаат проблеми меѓу себе. Ние не веднеме глава, И во бе, тоа Цоне. словенство, да, таман работа. Сакам да кажам, не му замерам, си има тука, тоа си е, не знам, таква му е менталната матрица и така ќе го сватам дека толку сваќа и тоа е тоа, толку му е капацитетот умствен, да бидеш ти убеден као со вицот и жирафата, тоа е, значи, са што да им правиш. Но е битно што во Бугарија, ја пак ќе кажам, Бугарија е многу силна рустофилска држава. Па добро, Советскиот Кој што сојуз, сака да. нека каже. Советскиот сојуз, бе. Таа, например, таму да не се прават изборни инженеринзи, па таму не знам дали би можел некој западњачка партија што игра со Западот да Поделени се и они веќе. поделени се веќе Како ние. затоа што Кешот таму има секаде удрило глава. Но пак е таа, например, види, Но има одличен таму, успех. например, не излагаат на избори, бе, ти си за Америка или за Русија, мислам. Да. Тука се игра на друга карта, као кај нас. Кај нас никој не излага со тие прашања на избори, излагаат за подобар живот, за ваму таму, и после тој што ти нуди подобар живот, ти продава идентитет, ти продава све, ти продава, и после ти кога го гледаш тоа, си викаш, јас со продаден гордост, идентитет, све, налет подобар живот, налет све. Сум поплюкал на гробовите на предците. Ме сваќаш? И кај нас истата приказна. Од тој контекст ја можам да кажам изборни инженеринзи, каде што се работи психолошки на народните маси, како да се земе нивниот глас преку тие психолошки финти за со розови очила и како ќе било рај, мед и млеко. Ме сваќаш подобар живот. И сега интересно е тоа што ти кога беше во посета на Русија, Да. беше заедно со пољаци кои што ја делат панславистичката идеја. Со пољак еден, Артур. Да, но кога ќе видиш Полска ти е дел од НАТО, дел ти од ЕУ, дел од западниот, да кажеме, систем на верување, зборам како територија, како земја, сега каде што припаѓаат. Да. Ние како македонци и како православни, ние воопшто немаме против нивната, нели, католичка определба и каква и да е. Тоа што се припаѓаат на таа цивилизација, туку како припадници на една словенска група на народи,
развиваме Да. односи кои што со НАТО земја, членка на Европската унија, значи сега се коси ова со на анти-НАТО, анти-ЕУ. Затоа што панславистички идеја не е ни анти-ЕУ, ни анти-НАТО, него едноставно народите на словенските народи на територијата на која што живеат треба полека да воспостават безбедносни механизми да не доаѓаме во ситуација како денеска брат против брата во Украина. Што се случува? Да ги демонтираме тие англосаксонски манипулативни моменти каде што го делат нашето ткиво за да може полесно да го владеат, каде што денеска гледаме и дека и не владеат, односно има многу штетни процеси. Тоа е една толку хумана идеја панславистичката. И собира различни народи, собира народи кои што припаѓаат на католичката вероисповест, босанцеве на муслиманската, на православната и така натаму, но има и родоверци, има и од секаква друга религија. Ти ако ги изземеш, еве да речеме православието, католицизмот, еве ќе ги земеме срби, хрвати и босанци. По што би се разликувале они ако не се поделени верски? По ништо. Ај пољаците и русите имаат веќе јазични. Имаат и да. Добро, ајде да речеме може сега веќе поистакнато. Да. Кај хрватите, србите и културолошки и кај бошњаците ради тоа што се долго време значи разделени, они сигурно пред 500 години, 1000 години било едно, не знам, вајда. Поинаква била поделба. Добро, не е битно, не ќе да навлагам таму, во тие тоа се малце така шкатливи теми, поготово ние вака како македонци кои ги збориме, па не знам како ќе ги сватат, но ако земеш еве поскап, добро, они пољаците на пример и генетски се поблиски до русите отколку што сме ние. А плюс они имаат легенди дека се двајца браќа, две племиња. Ја што дознав вака што ова, иако они јазично сега се многу речам се разбираат со двата јазика или тешко? Па не, полскиот е некако ја од што ништо поимам, нешто ја контам, а русивич ништо. Ја нешто од нешто онака. Ние ги разбираме и русите и пољаците. Нешто фаќам. Ја на пример овој ми со Артур Кобев, он само полски збореше. И се он збори нешто, ја знаеш го процесирам тоа. Ај ќе му кажам уште еднаш, на пример, уште еднаш, два пати некако ќе им кажам на Русија нешто, ја како мислам, дека сум го сватил. А уопште не знам ни полски ништо. Така да не знам како е таа некоја. Они уопште ништо, значи нула. Не се разбираат, но ете, генетски се позлични, посве, ама тоа дошло до некои јазични такви поделби, вајда некои дијалекти и после, знаеш, јазикот е секоја жива материја и он секојаш се развива, доаѓаат. Тука дошло сигурно германско влијание кај пољаците, кај русите нешто друго, можеби од православието, затоа што сепак да не забораваме дека црковно-словенскиот јазик бил официјален јазик во Русија, значи официјален јазик. Русите збореле малце подругачие пред да Петар Велики, мислам, го има воведено црковно-словенскиот јазик како официјално руски, па после преку Пушкин доаѓа до реформа на рускиот јазик и е веќе тој денешен руски јазик, кој што е најблизок до црковно-словенскиот јазик. Да се вратиме сега на инаку пред, затоа што имам читано и руски ова, некои извори, каде што е констатирано дека збориме, значи, во официјалниот јазик. Не збориме сега во село, некој што си зборел, се останати тие дијалекти насекаде низ Русија, каде што се зачувани фрагменти од пред да се воведе црковно-словенскиот како официјален јазик. Фактички преку Цезочот црквата била тогаш многу моќна и преку била е и училиште и матично и све била црква. Што не се вратиме на настаниве што неодамна се случија. Значи имавме делегација, да кажеме, од Полска во посета на Русија. Значи сепак и во Полска има сили кои што се за
добри односи со Русија, не се воено настроени како што тоа се случува со да кажеме подредени политички елити кои што се високо во полските кругови. И интересно е што добар дел од полскиот народ ја сваќа играта во моментот што се случува со Украина и прави напори да ги деескалира тие воени сценарија кои што ќе бидат штетни по Полска, секако и по Русија. Сепак тоа се две силни словенски земји. Па да. Имавме посета на делегација од Полска во Русија, кој што беше многу позитивна, прифатена и така натаму, пратија многу убави пореки. Сега не знам, ти имаш и некои фотографии, дали е право време? Да, имам фотографии, да, во оваа прилика да го поздравам и Андреј Родионов. Значи, да. Ова е од мојата посета, ова е Артур, полјакот, да. Братот од Република Српска Игор, така. Брада и ова е твојата посета на Русија. Артур, мислам дека те пречека во Полска, така? Да, Артур ја испиев кај него. Артур инаку сега е во затвор, би сакале те. Да, исто сакаме те на поддршка за морална Артур. поддршка. Би поради неговите ставови. Уште и сликата се со ја му подарив и мајца и фактички ќе почнеме со човекот што беше, заедно се на фотографијата. Он ми испрати полско знаме, ја барав со полскиот Бел Орел по поклон. Значи сега ти имаш полско знаме, нема македонска, ама ова македонско, што е сонцето од Кутлеш. Зашто тоа другото промаја може да го фати. Сонцето на Аргиадите, на династијата Аргиади, на македонската династија Аргиади е тоа знаме, не е ни Кутлеш, ни Мутлеш, тоа е кај нас, нажалост. Ти барем Вергина да не го кажува. Па добро, види, тоа е пронајдено, тоа е, мислам секако да најдеме, не знам, Крст во Тито Велес. Да. Еве го Артур. Кој што со посебна чест е кон Македонија. Ова е поклон од мене за братот Артур, полјакот. И веднаш облач. Да. А ова е човекот кој што правеше протест, јас се извинувам, не брзав денеска, не можев да ги донесам. Човеков што беше сега во Русија, што ја шири оваа панславистичка идеја, да речеме, и она соработката за со Русија, правеше протест пред Американската амбасада во Варшава. Ја бев присутен таму, му подарив знаме, мислам го закачи знамето, Кутлешот, на тој еден шатор имаше, и разговаравме тука, се дружевме, фактички таму ладно беше, човекот што се го шатор спиеше, правеше протест. Знам со Артур бевме таму, кога бевме во Варшава, као на успад да продолжиме према Калининград, што е енклавата руска на полска граница, и фактички лично се знам со човекот што беше, само све името му го заборавам, Славомир беше или не знам. Имаме ли слика од посетата да видам, само све заборавам како се викаше човекот. Полската делегација на Русија или? Да, имаме. Може да ги пуштиме да видиме, тоа се одржа неодамна, пред 2-3 недели чинам. Намали го само тонот. Да, се извинам. Значи, Славомир и Криштоф. Двајца пољаци. Може и тие слики, ако ги имаме, да ги... Интересно е што во овие услови, значи, во кои што се наоѓа Европа, поготово Полска, бидејќи Полска е западните елитни друштва ја градат да биде држава што ќе парира на Русија. Значи инвестираат многу, подемот на Полска е евидентен.
Да, Полска е сега економски многу зајакната. Многу е зајакната. Земја која што... Добро, види, Полска е била секогаш сериозна држава. Што била и Комонвелт. И сега кога... И, да речем, втора словенска сила после Русија. Секогаш дека втора Украина би била и поголемина и Не, биди, Украина е вештачка реакција, не е тоа... Не е... Добро, у рамките на Советскиот Ако ги земе белорусите и малорусите, украинците, тоест малорусите, тоа се во состав на рускиот народ. Рускиот свет. Рускиот свет, а пољаците се нешто... Дали ова новата од посетава? Да. Да, ова е посетата на Славомир и Криштоф, заедно со Андреј Брада, значи во Москва. А што е поентата? Поентата е дека во Полска, покрај тоа што се истакал кај нас политички заробени од тој евроатлантизам, има и таму, например, зашто е битно полско-руската соработка, многу битна. За најбитен елемент за да успее некаква Словенска унија е Полска и Русија да бидат во добри односи, во братски односи и да како две сили на тој православен и на тој католички свет кој што воспостават равнотежата во Европа. Полска реално е втората, без разлика, Украина пак не ја ставам тука во таа игра. Украина, голем дел од Украина историски припаѓа бил под Полска. Поготоа тие делови каде што се тие Галиција, укрофашистичките украинци кои што правеле геноцид и злоствор врз пољаците, поготоа оној Волински масакр таму во Полска. Ја не знам како може еден словенски народ да прави такви зверства врз друг словенски народ. Тоа може само као што се случуваше индоктринирани. Види, тука е улогата на Ватикан на многу опасна. Да, тука, види, тоа не ми е јасно, таа како е, не знам како, дури да е, не знам, ваземајци, да сепак имаш некој, ајде да речам, загрозен си као човек, мислам, пази ти сега си украинец и да убиваш пољаци, или си русин да убиваш украинци, или си украинец, или си сега као со србиве, хрвативе што се случуваше Втора светска војна, со бошњаците исто, тие ханџар дивизии, значи истиот проблем ти е насекаде. Ти полоша тука на пример доаѓале нашиве исто по Турак е гори од Турака. Нашиве условно браќава ете и србите нешто правеле, бугарите правеле исто некои. Ние на пример немам ја податок дека ние освен некои ние на пример на цивилно население на овие вршеле врз цивили. Ајде војнички да ги речам си ги не знам, војнички е нешто друго. Тука е друга димензија. Тоа сепак треба да бидеш и у таа војна чесен, доблесен маш, значи со морал, етика, значи тоа е витештво, не е тоа ти да фатиш сега некој да си живљаваш со него, што се случува поготово во овие војни, значи тоа е живљавање, тоа е некој демон или се, не знам, тоа е многу индоктринација не можам као човек да го не дека значи тоа е ако не го сватиш ти војната као едно витештво, као едно со морал, со чест, значи и да умреш, тоа да биде со некој идеал. Не ми е сватливо војната во друг контекст, во ниеден случај. Во ниеден случај во друг контекст не ми е сватливо. Во источниот дел на Европа имаме интересни случувања. Таму е Фица во Словачка, сега победи во Чешка. Сега името му го заборавив, ми отиде. Значи човек кој што е против војната со Русија, во моментов веднаш после победата ги тргна сите украински знамења од чешките институции и се јавува една сила, чешка, словачка, тука Унгарија на Орбан, во Вишеградската група, да. Освен Полска, но Полска е одамна менаџирана, не знам дали се сеќаваш на падот на авионот кога
сакаат да искажат заедно почит кај Катинската шума за масакрот во вие Катинските близнаци шуми. заборив као Тогаш имаше, тој беше многу сомнителен пат на полската елита, која што сакаше подобрување, помирување помеѓу полскиот и рускиот народ, но погледни ги редоследот на настаните, истото му се случи и на јапонскиот премиер Шинцо Абе, кој што сакаше помирување на Јапонија и Русија и кој што врз него беше извршен атентат. Неговата жена во мај и врз Фицо беше извршен. И врз Фицо. Неговата жена во мај ја посети Москва, со посебни почести беше примена од председател Путин, а таа искажа огромна благодарност кон Путин и кон Русија за подобрување на руско-јапонските односи. Значи, на целата планета сите луѓе што се залагаат за деескалација и подобрување на односите со Русија се елиминираат грубо. И се поставуваат марионети кои што исклучиво ќе се користат за оваа сега војна што се случува. Тука би ја спомнал и Романија, каде што во Романија не си свесен, не знам дали си го гледал новиот председател на Романија. Зоран Заев за него е златен опинок. Значи такво изгубено човече поставено од таа глобална елита на позицијата, а ја украда победата на Калин Георгиевску. И тоест на кандидатот што беше. На кандидат, еден човек не му ни дозволија, поставија марионета само Романија да ја постави таа глобална игра. Текнаа типот, ама не види. Ја пак ќе кажам, тоа се изборни инженеринзи. И у Молдавија се случи истото. И Молдавија со на Маја Манду. Значи, луѓе тоа е марионети бедни, многу слаби. Тоа е глумење демократија. Мислам, но бедна затоа се прави една како да кажам, тие се изборни манипулации кои што се случуваат затоа што овие што ја држат геостратешки теренот знаат, на пример, како е реалната ситуација, како е расположението во тие држави и се случуваат баш такви изборни инженеринзи, каде што ти гледаш со вклучување, не му дава на човек да учествува на избори. И му измислува, значи, глупости. И фактички ти сега не знам што требаше романскиот народ да земе да ги стрела као Чаушеску што да стрела. Иако и тоа е пак некоја игра од некоја служба. Кој би се дрзнал да земе една група да понищиш избори и да иде да губива Чаушеску. Значи пак е тоа некоја игра. Од некои служби, секогаш е тоа така, секогаш, значи. Нема да не се лажеме дека сега мене и тебе ќе ни текне, ќе земеме пушки и ќе идеме ќе направиме не знам што, тоа да не се лажеме, не функционира тоа така, тоа е секогаш позади такви настани стоја служби и позади сите тие атентати стоја служби, како што го спомна и со полскиот председател, затоа што се осети таму уствари која беше Советски сојуз, ти ако ги земеш параметрите на Полска во Советски сојуз, ниеден пољак не би бил, прво самата Русија, Советскиот сојуз дае 600.000 жртви за ослободување на Полска од нацистичка Германија. 600.000 жртви, пољаците не треба и територијални не треба да заборават никош на 600.000 советски жртви за нивната слобода од. Ама добија и територијални отстапки од Германија. И територијални отстапки добија германска територија, затоа што они, на пример, фактички таа Калининградска област е фактички историски германска област. Кониксберг. И фактички пољаците и во тоа време, мислам, Прусија, да речеме Германија, Прусија, цело време војува затоа што некако германците беа во неколку делови као во енклава и пољаците беа као во неколку делови во некои енклави во Германија и цело време тука као што беа на пример и со нападот во Чешка, во таа една област, наводно ради тоа што имало германци, немале права, но тука баш Полска цело време фактички е во судир со германците, баш
околу тие, поготово на излезот на горе море во заборев. Балтичко море, на Балтичкото море кај што излагаат и двете држави, тука баш имаат територијални несогласувања и фактички русите кога и дадоа отстап, земаа германска територија, фактички, па на Украина и дадоа фактички тоа што и припаѓаше Галиција, беше под Полска, овие украинци што вршеа, што беа на страната на Хитлер, што правеа сите што беа фактички словенски држави, словенски народи под страна на Хитлер правеа најголеми геноциди врз братските народи, што у Втората светска војна, што е најголема трагедија за сите словенски народи општо, поготоа ако ги земеш сите примери и тука на Балканот со бугарите, да речеме, врз Македонија и врз Јужна Србија, например хрватите во Србија, бошњаците исто во Босна. Ако ги земеш украинците во Полска, не само полјаци, и руси, и евреи, и цигани, и ред други таму. Тогаш се вршеле тие такви масовни, грозни етнички чистења, но пак ќе кажам, на сметка најголеми жртви, пак ќе речам, беле тие братски народи. Мислам, што е најголема дамка во некакво идно помирување за да би се случила некаква Словенска унија, каде што сите словенски држави биле во, речеме, некоја словенска лига или словенски Комонвелт, каде што тогаш Македонија веќе ќе има посилен грб да истурка својата историска неправда, што и се има случајно и територијално и преку тие геноциди што не се вршени од страна на монархофашистичка Грција, и тие, речеме, асимилаторска политика од исто фашистичка Бугарија, која што потоа заради тој судир на Тито и Сталин, Тодор Живков го искористи тој момент за конечно да ги укине и таму македонците, затоа што тогаш они останаа со Советскиот сојуз, ние бевме под Југославија и во тој судир ние бевме најголема жртва повторно на тие. Да привршуваме во, ете да кажеме, да даеме една завршница, значи евроатлантската идеја и пансловенската идеја. Во услови кога завршува, се гледа доминацијата на Западната империја, во услови кога таа не може веќе непречено и неограничено да црпи ресурси од трети земји. Гледаме во Африка што се случува со ураниумот и со другите ретки метали, дека полека таму државите фаќаат еден суверенистички правец и ги менуваат своите партнери, често тоа е со Русија и со Кина. Во услови кога Европа тоне во неморал, кога Европа ги изгуби оние вредности на христијанската цивилизација, каде што имаш голем наплив на мигранти, каде што имаме една абсурдна ситуација, радикалниот ислам и радикалните исламисти не доаѓаат повеќе од Блискиот Исток, туку се со европско потекло, прва генерација или втора генерација, што е еден абсурден момент и на кој што укаже и саудискиот министер за надворешни работи на таа абсурдност, вика не доаѓаат од кај нас екстремните исламисти, вика ние ги решаваме, вика од вас доаѓаат, од кај Европа. Во услови кога во Њујорк победува комунист со добро, сакам да кажам со други сваќањата на америчката капиталистичка каста, истото и со Лондон. Значи во услови кога западната цивилизација полека влегува во внатрешен судар, тоа се гледа. Не треба тука да измислуваме ние топла вода. И западната цивилизација веќе нема да може да извезува проблеми, бидејќи дома ќе ги има во голем обем тие проблеми. Кога имаме една Кина со 1,4 милиарди жители, една Индија со 1,4 жители, утре исламскиот свет ќе се обедини, Африка ќе стане континент со 304 милиарди. Милиарда. Да, но со голем наталитет.
тогаш се поставува и прашањето што со малите словенски држави? Расцепкани под англоса. Тоа е да речеме под овие Европска унија. Дали кои што тогаш се пак да во речеме, услови кога секако ќе се формираат неколку глобални центри, словенските народи ќе успеат преку пансловенската идеја да оформат свој словенски центар. Точно. И- Види сега, таа пансловенска идеја не секогаш ќе речам имала историски гледано и во Чешка, и во Полска, и во Русија. Па таа се Има- појавила уште во времето има на Австро-Унгарија. Истакнати панслависти у Хрватска. Значи ајде да речеме ние као најюжен дел, најюжен народ од таа панслава, најюжно сме ние од сите други. Во таа панслава збориме, значи, ја го гледам оној социјален аспект. На пример на Facebook знам има многу Славарум, значи Има групи групи, многу културни, Facebook групи кај што за културата на Русинка што пее на различни јазици. Да, но тој Има дури и тој некој меѓународен словенски јазик, каде што е да, мешавина кој што на сите ја повеќе разберат. јазици Да, да. и кога ти избори, ако знаеш ти на пример не знам, српски, еве и македонски, да речам нешто. Доволно е на пример српски, ја на пример и руски знам и веќе јас све сваќам што Да. малце и полски да научам, да речем, малце некој основа да добијам и ја на пример добро, ја имам со чеси исто вака седено, поготово, ајде да речем од друга точка, но верувам дека и они размислуваат панславистички, ја преку моторџиство со чеси да видни сум поблизак. чеси има панслависти. од Па да, 19, иако и 20. словаците мислам дека ради српскиот може и лесно да се разберат. Словенци исто да речам, нешто со така некои примеси. Има основа за создавање на предуслови. Тоа нема утре да се случи. Точно, значи ја ти кажувам дека има николци. Да. Може следни веќе, пази, ова нема да се случи додека сме ние сите под некаква Не, дека западна надворешна окупација. Ако дојде некој период на пропаст на англосаксонскиот. на некоја нешто да се реформира, нешто да се ова, зашто, например, замисли ти да бидеш во некаков сојуз као Југославија, плюс Чекословачка, плюс Советски сојуз. Замисли каква е таа сила на планетарно ниво. И ти да бидеш дел од тоа. Као македонец и да бидеш признат континенти. во тоа како македонец со сите атрибути на народ, идентитет, се. Тоа сакам да го даеме како пример на размислување и да не се отфрла тоа како некаква, не знам, Утопија. лоша идеја или утопија, но треба, на пример, да се работи на тоа постепено, но не е само ние да работиме, тоа треба сите да го работиме, а тоа дека полека самите дечки, млади генерации, преку тие групации на тие Facebook групи, ја што ги, значи, сега повеќе се за зезање, повеќе се за смеење, за сарказам, но тоа ги поврзува. Ја гледам и кај нас веќе многу македонци ги следат тие групи, каде што има такви добри мемиња за ебанци, значи, се извинам сега за речникот, тоест добри за фрканци и таму и така натаму, но тоа е еден показател и тоа што го работи, што рече, мислам се вика Тања, девојката русинката. Русинката што пее на Тој јазик таков јазик, има да. плюс, ја гледам и на YouTube некои групи па прават споредби меѓу словенски јазици, есперанто. значи младите генерации почнуваат и тоа не е ништо страшно, ние да размислуваме дека утре, можеби за 10, 20, 50 години, некои следни генерации би замислил, зашто да бидеме ние во некаков сојуз со германци, американци, не знам, англичани, зашто да биде стратешки партнер, Или како што вика Николовски, или под Британија турска да чизма. зимам ја од Британија кредит. Ќе земам од, пример, од, не знам, од Русија ќе земам кредит. Може ќе ми го даде 100 пати подобро. Пример само. Така. Не може Британија да ми биде стратешки партнер. Тој ми е стратешки джелат. Значи, историски гледано,
Тој секогаш работел против македонските интереси. Значи, тој кој знае историја, знае што говорам. Не ги мрзам ја британците, но они заради нивната хегемонистичка империјална политика, ние сме биле жртва. Дали директна, дали колатерална, на нивните империјални геостратешки проекти, ние сме биле жртва. Чуне за крај, За крај, па тоа е панславизмот. Иднината. Иди, иднината. Ајде да речам, ќе биде многу подобра опција од ова што го гледаме. Евроатлантизм. Но пази, тоа, види, сега ние збориме за проект кој што нема уште на владино ниво. Не мора да се правдаме, ние размислуваме нема проектирано на однапред. владино ниво во државите што треба да го формираат. Но ако имаш сега ти младина што почиња да размислува и делуваш во таа насока, делува во таа даваш насока. пример. А види, ние само ќе биде многу тешко затоа што секогаш ќе се појавуваат од страна Тоа е нормално. англосаксонци да не скараат, као сега што се случува нажалост со војна во Украина. Нели вицот со индиците со рибата, како беше, ако видиш две риби таму се скарани, тука види британец негде да нема у близина. Значи, поентата е, ако, затоа што ние имаме ради тие западњачки влијанија, си имаме закрвено меѓу себе, братски, во војни, во такви некои лоши, каде што уште живее духот на тие злостарства. Било кој да ги направил. Значи, никој не размислил дека, а тоа било намерно, за да не можат никогаш да се. Сега не е случајно што украинците и русиве се закрвени. Не е случајно што ги закрвуваат пољаците со русите. Па има пак некои нормални што знаат дека тоа е западњачка пропаганда. Има и, например, и кај ајде речеме, и кај нас има може спрема Бугарија или кај Бугарија спрема Македонија, и тука се осеќа сега некоја мал антагонизам, може не за крвеност, но се осеќа нелагодност. Но таа е осетлива. Ќе дојдеме во ситуација каде што заради таа физички како словенски народи нема да може да стоиме и ќе се појави како спасителен проект. Тој ќе биде спасителен проект, затоа што ти за да ја проектираш својата сила географски, па ние ако сме вака расцепкани, а замисли кога ќе бидеме заедно. Па ја, например, ќе ми биде грижа и за полскиот проблем, и за рускиот, и за чешкиот, ама и нив ќе биде грижа за македонскиот проблем. Не сваќаш? Тоа е битниот елемент. Не само едно ќе кажам, Алија Лани, таа орда што дојде на власт во Сирија, воздушната линија до Балканот е 1000 километри. Скопје Љубљана е отприлика 1000 километри. Значи до толку е блиску хаосот на тие такви групации до нашите територии, иако и тие територии би биле наши древни територии. Сега ќе се смее некој што не знае историја. Наши се од селевкидите. Да, селевкидите, но биле наши територии и има елементи од генералите, значи династија македонските генерали. Состојбата е пресериозна за да ние ја гледаме у некоја комфорт зона, затоа што голем дел и од сириците војната ја гледа во комфорт зона, па им влегуваат дома додека гледаат телевизија и така натаму вие со брадите главосечачите на Алија Лани. Час поскоро ние треба да похрабро да делуваме во насоки кои што ги кажуваме тука. Нас англосаксонците како ќе не жртвуваат без око да им трепне на такви проекти, затоа што они нас не гледаат како статистика и како потрошна роба, а ние треба да се изградиме собствен систем и на одбрана, собствен систем на вредности, на начин на живење, а тоа е нешто што го делиме со останатите словенски народи, кои што сме поврзани за семејството, за децата, за земјата, за природата, за некои нормални работи. И ние, како да кажеме, ние продолжуваме една панславистичка идеја. Ние не сме зародиш од нова идеја, затоа што оваа идеја постои повеќе од 100, 150, 200 години.
Треба да ја пуштиме ја ќе ја пуштим мислам у групата Родина, што не е на Facebook. Тут Јачев од Русија, значи колку убаво пред колку години го има објаснето сето тоа, значи Биле луѓето визионери, знаеле поема, што ќе се значи случи. напишана као поема, значи ја дури онака фрапиран останав. А како они као со друг као со душа тоа го кажуваат, иако знаат они, пази колку се свесни дека ние пак нешто има, ама пак еве од душа ти викам Свесни се дека потпаѓаме лесно под туги влијанија, дека не го чуеме своето. да. Што не доставиме Добро. нешто и за Ајде друга сега емисија. ќе имаме се интересни. Да, има многу случувања. Се вратам у шема. Да, правевме малку ќе- пауза од одредени причини. Да, ќе се осврнеме геополитички е битно да се осврнеме затоа што нажалост Брзо се овие движат наши одредени. мора некој да им објасни, мислам некој. Никој не дава сите ваков овие што поглед. прават, значи овие геостратешки грешки што се прават, сега ние скапо ќе ги плаќаме. Да. Ние сакам да укажеме на тоа дека се прават грешки, и како полека на свеста, грешка што ја направил сега Милошевски, значи немој да се играте со големи веле сили, значи Не ти еднаш требате луксус. Тупурковски не тогаш не ги повлекоа Не, Умпрофор. голема цена плативме тогаш. ни се Умпрофор случи- на Косово ни се се повлече случи- 2001. 2001, значи иако на пример американците тоа све го наместија, не беше тука не знам Кина зашо падна на таква Не провокација. падна, него Тоа беше америчка провокација преку нивниот агент Тупурко, значи тој е агент на ЦИА, што не, мислам, играше за ЦИА уште време на Југославија. Така да, не ми е јасно како Кина не оцени дека нивни играч прави провокација Да со не ја Тајван шириме. и не остави, не ќе направи правиме, белја да, и со други емисии. Упрофор. Добро, Да, ќе не кажуваме, поминеме. пази, ја малце подлабински ги гледам работите, не ги гледам површно, ја многу секогаш ги гледам многу подлабински, барам мотиви, барам логика и барам игри, значи тие задкулисни игри, значи во некој процес, во некој ова, имам некоја таква перцепција да гледам 3D, 4D, не знам таму 5D во работите од ние што гледаат само 2D. 2D ти е само површина. Нажалост, такви се нашите политичари. 1D, 2D, не знам дали имаат поише за 3D, 4D, не знам, некој играше шах 4D, ама нешто Слабо му иде. слабо му иде. Во ред, ви благодарам на вниманието. Се надевам дека ќе успееме да одржиме некој континуитет на родински разговори со интересни теми. Нашите, да кажеме, тука дискусии што ги водевме пред 3-4 години и така натаму, испаднаа точни, Тоа е. кога ние го говоревме што ќе се случува во Украина и оние смешни констатации на Ван дер Лајен дека ваделе чипови од машини за перење Русијеве за да прават воени. Знаеш ми е се од оваа инстанца, ние почнаме мислам од 2022 уште. Добро, бродински поише траат, но ја кога почнав, ја почнав уште 22, значи да зборам за војна во Украина и како ќе се случи све. И сега очекувам малце побрзо од Русија, но сепак русите ги дадат на Добро, на тактика на исцрпување. Значи они се махери, они многу добро знаат и чуваат живот на колку сила. да, чуваат, не. Они точно знаат до бројка колку произведуваат, колку може да пратат, колку тоа некаде им прави дупка, значи све им е пресметано на русите. Русите играат моментално одличен шах, Значи, сам против 50 држави. Значи сега Путин иде од 50 табли шаговски и ми игра шак на 50 души и ги тепа сите 50 души они на успеа табла. од единица на терен до централна команда да го скратат времето од 3 часа на 3 минути. Точно. Види, они Значи, детекција, јавување, Види. интервенција на Русија моментално има најспремна број 1 војска во светот, значи со искуство, практично. практичност, мобилност, За жал, значи со не брат. постои моментално
на планетава Земја поспремна војска од руската, моментално. Зашто? Ја кажа уште тогаш пред толку години, многу ми е драго што може секој да ги провери моите емисии. Многу ми е драго што многу работи ги предвидов, но еве и кажав, ќе одат на војна неисцрпување. Ако затоа што параметрите на тоа колку они имаат војска, за ова не е ни војна кај нив, ова е специјална војна операција. Они имаат сега пак некои мобилизации, но се е тоа пак некоја подрегуларна. Значи Русија ако објави војна, Русија ќе тргне најмалку со 2-3 милиона. Значи Украина нема да ќе падне за да не речем за месец дена. Да не бидам сега вулгарен за 24 часа. Као што викаше Трамп дека ќе ја спречел војната за 24 или 48 часа, не ми е битно. А не е тоа така како што се замишља. Значи што е битно? Задачите зададени од таа специјална војна операција се спроведуваат затоа што веќе гледаме на терен дека Америка не може да се концентрира на два фронта, украинскиот и тајванскиот. Тајванскиот е 100 пати побитен, Азија, геостратешки, цела Азија. од економска причина, од Ќе секаква причина. Ќе правиме емисија за тоа. Пази, со проекција долгорочна. Американците знаат дека Кина име, Русија не име, не име проблемот. По перформансите не може да биде. Кина име проблемот од пред 5 години за следните, па дали ќе постојат уште 20-30 години. Тешко. Добро, тоа ќе Нема оставиме да за друга шпекулирам, емисија. да, благодарам од мене. Исто да ги поздравам гледачите. Да. Добра ноќ Добра ноќ и од се мене. гледаме во следна прилика. Поздрав, пријатно.